Денот дека, кој што го најавуваа медиумите, за преговорите за законот за јавно обвинителство меѓу власта и опозицијата сепак неуспешен. Преговарачите од Илинденска и плоштот Македонија не ги доближија ставовите за изнаоѓање на решение за законот кој е еден од клучните за почеток на преговорите со Европската унија. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН биле дека немаат во план да го амнестираат противзаконското работење на обвинителите на СЈО по истекот на нивниот мандат, а воедно и се сомневаат дека СДСМ и ДУИ не веруваат во нивните предлог решение за законот, бидејќи истиот него испраќаат на Венецијанската комисија како што предложила опозицијата. Милошовски веле дека власта дала лажно ветување кое не го исполнила, а тоа било изборот на јавен обвинител по предлог на опозицијата. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН посочи дека почувствувале позитивни вибрации за поинакви кадровски решенија освен Катица Јанева. Гледаме дека власта има расположение за поинакви кадровски решенија освен Катица Јанева. И тоа е добар сигнал. Но истовремено гледаме дека не се расположени да ја повикаат на одговорност неа за превземени действија како неовластен тужител, согласно законот кој што работи јавното обвинителство на Катица Јанева. Министерката за правда Рената Десковска по завршувањето на средбата истакна дека клучното прашање за кое се разговарало било членот 105 односно околу продолжувањето на постапките и користењето на доказите кои се собрани досега. Таа наспроти изјавата на Милошовски веле дека на денешната средба воопшто не зборувале за кадровски решенија, па од тука ни за обвинителката Катица Јанева или за било кој друг обвинител на СЈО. Тоа е прашање за Советот на обвинители, рече Министерката за правда. Таа посочи и дека сега не е можно законското решение да се испрати до Венецијанската комисија поради кусите рокови и дека тоа не треба да се користи како причина за долговлекување на неговото носење. Роковите кои што се наметнуваат за донесување на законот се да биде донесен што е можно поскоро и изразив својата подготвеност по донесување на законот веднаш да го испратиме на Венецијанска комисија. Сите знаете дека пред септември-октомври нема да добиеме мислење заради роковите, доаѓа експертска мисија. За новиот закон за обвинителство, партиите преговараат од март. На два пати имаше и лидерски средби за него. Во моментов на маса е предлогот на Министерството за правда, предметите на СЈО по јуни 2017 година да бидат превземени од редовното обвинителство преку комисија што ќе ја предводи државниот јавен обвинител. Останува отворено прашањето дали ќе има нова средба со преговарачките групи или пак решавањето на овој предлог закон ќе биде во рацете на Заев и Мицковски.